историска тема, добро прилагодена комедија и како што велите и многу апокалиптички елементи. Што е тоа што ве привлече да се зафатите со оваа тема, особено што се работа за млада возраст на актерите? Прво, затоа што оваа тема е дефицитарна кај нас. Друго, овие прошли месеци беа некои тажни, магловити јубилеи на некои страшни апокалиптични случувања во текот на Втората светска војна и ние сакавме да направиме еден споменар, сакавме да направиме спомените да не сгаснат никогаш и да служат за наука, за војнината. Представата навистина беше тешка, бидејќи продефилира над 40 луѓе на сцената. Работена е повеќе од 8 месеци со ентузијазам, значи со голема сила и волја и со она што можевме да видиме денеска 3 полни сали, 3 репризи, навистина презадоволен сум од успехот. 30 деца од Гледечката театарска трупа и 10 возрастни го сочинуваат тимот кој што работеше на Отпишани. Како беше да се најдете меѓу младоста и искуството за да создадете една ваква творба? Спојот на искуството и младоста, токму тоа, беше сушност и врвот на нашиот успех. Да се спојат ветераните на тетовското глумиште со нивниот помладок е навистина голем успех и можем да кажем дека функционира како часовник, како еден. И затоа јавно им искажувам благодарност на сите оние што играа во Отпишани. Се споменуваат случувањата од 41-та и првите доаѓања на фашистичкиот окупатор на ова територија. На самиот почеток ги најавивте и борците и представниците на Холокаустот. Какво е нивниот впечаток? Имате ли повратен одговор? Јас сега по завршувањето на представата разговарав со дел од нив и тие се пред се позитивно, пријатно изненадени и веднаш добивме и покани за гостување надвор од нашата матична куќа. Следното прашање е токму тоа. Ќе има ли настапи на Отпишани надвор од тетовската сцена? Отпишани ќе живее и веќе сме во преговори за настап во Македонскиот народен театар и пошироко. Дали престојниот фестивал на аматерските театри во Кочани ќе биде предизвик за вас? Така, јас се надевам дека ДАФ ќе не види фестивалот исто така.